Републиканецот Доналд Трамп и демократот Хилари Клинтон победија на партиските избори во неколку сојузни држави во еден од најтешките денови на гласањето за кандидати за трката за иден председател на Соединетите држави, познат како Супер вторник 2. Екс-државниот секретар Клинтон го победи нејзиниот ривал Берни Сандерс во Флорида, Северна Каролина и Охајо. Говорејќи во Северна Каролина, таа изјави дека се поголем број луѓе ја поддржуваат, со што се доближува се поблиску да биде председателски кандидат на демократите. Ако го оствари тоа, таа ќе биде првата жена во американската историја со таква номинација. Милиардерот Трамп пак извојува лесна победа над Марко Рубио во Флорида, од каде што е Рубио, со што ги обезбеди сите 99 делегати за партиската конвенција во јули годинава. Трамп победи и во Северна Каролина и Илиноис. Со победите во овие три држави, Трамп обезбеди уште најмалку 159 делегати и сега има 619. Неговиот најлот ривал, Тед Круз, има 394 делегати за партиската конвенција. На Трамп му се неопходни 1237 делегати за да биде номиниран и се уште далеко од остварувањето на таа цел. Поразот во неговата Флорида го натера сенаторот Рубио, фаворит на републиканските лидери кои не го поддржуваат Трамп, да се откаже од трката. Тој оцени дека силите на гневот и незадоволството од владата потикнаа Трамп да прерасне во цунами што ја поплави областа на ривалите. Ние требаше да видиме дека ова ќе се случи, рече Рубио. Од друга страна, вториот ривал на Трамп, гувернерот на Охајо, Џон Кейсич, успеа да победи во неговата држава и ги одржа надежите меѓу опонентите на Трамп дека може да го запрат неговиот поход кон Белата куќа. Во меѓувреме, председателот Барак Обама ги повика кандидатите, кои се борат да го сменат на таа функција, да се воздржат од вулгарни и насилни испади за време на кампањата, потсетувајќи ги дека светот гледа. Некои можеби се повеќе виновни од другите за сегашната клима, но ако погледнеме наназад, сите сме одговорни. Овој циклус не е вистински одраз на Америка и мора да престане. И јас не го велам ова, бидејќи тоа е само прашање на политичка коректност. Станува збор за начинот на кој ваквото корозивно однесување може да подкопа нашата демократија и нашето општество, па дури и нашата економија, изјави Обама. Без да спомене со име некој од кандидатите, Обама потсети дека многу настани во кампањата биле одбележани со тепачки, турканици и напори да се понижат ставовите на противниците. Доналд Трамп беше критикуван поради одбивањето да преземе одговорноста за судирите во неговата кампања, како и за тоа дека промовира насилство и отровна реторика против латиноамериканците, муслиманите и жените. И спикерот на представничкиот дом, републиканецот Пол Рајан, побара од кандидатите да не поттикнуваат насилство.